Здраво, момци, девойки и дечиња. Почувствав дека треба да направам вакво видео. За ова видео немам никаков план. Само ќе ви кажам да гледате секи ден како што ми вика срцето. Ова видео ќе ви ја објаснам мојата животна приказна. Доста интересна тема и доста тема која што сум проживеал низ неа. Роден сум 29 октомври 2004. Мајка ми која била бремена со мене, докторот што бил, тоест гинекологот, рекол дека може би нема да се родам како секој дете. Фала му на Господ, се родив здрав и жив, ама откако сум се родил, сум фатил бронхитис. И откако сум се родил ситен, слаб, сум немал доволно грамажа и ме ставиле на апарати за воздух, бидејќи сум немал килажа, сум имал бронхитис, сум бил во инкубатор. И можем да замислим каква болка беше тоа за мајка ми. А баба ми, татко ми, околината што беше позади мене, сите мислеа дека мајка ми ќе донесе мртво дете во фамилија. Јас, кога сум бил на апарати, баба ми кажала: Весна, те молам, не ми носи мртво дете. Значи, докторот после кажал на мама дека можно е или да починам од бронхитис, или е можно да бидам здрав и жив. И ајде мама, ја ризикувала ситуацијата, на докторот му рекла: ќе го земам тако какво што е, дете, моје дете. Потоа дошол момент каде што докторот кажал на детево нема доволно кислород, ова она. И мама во тој момент на Господ му рекла: Господе, ако е за тебе, земи го, а ако е за мене, остави го. И фала му на Бога што денеска сум здрав прав. Потоа се запишав во градинка. Во градинка научив што е дружба, љубов, едукација на некој начин. Потоа се запишав во основно училиште. Во основното училиште имав жута штампа. Иако во училиштето, во основното училиште, имаш многу препреки, многу ме зборува, многу ме провоцира, многу запаѓав во конфликти, многу бев насилен порано, многу се тепав со учениците, ама до душа и со учениците ме вреѓаа, ми вика дека имам рак, леукемија, и можете да замислите на дете од 10 години да му речеш дека има леукемија. Која е таа дрзност? Фала му на Господ што немам леукемија, што сум си здрав прав. Иако во училиштето таа жута штампа некад ме тргаше од кругот што сакав да бидам, но во основното училиште не научив што е дисциплина, не научив што е разговор со професор, не научив што е љубов меѓу професор, меѓу клас, туку научив само црни работи. Да, црни работи. Кај мене во фамилија, кога бев помал, и сега ќе ви кажам, растен сум во средина која што има многу агресија. Да. Во таа средина што бев порано имаше насилство, тепање, пцување, викање, полиција секој ден, па записник, па полиција да се вајле. Хаос беше. Ама фала му на Господ, кој живеев кај татко ми, цело време кај нас кој живеевме во старата куќа, немаше ден да не помине без инцидент. Дали со мајка ми, дали со татко ми, имаше инциденти. И мајка ми тоа го собирала 18 години, и еве како што гледате, преселен сум во стан, но ете да не бегам од темата. Да, растен сум во
околина со агресија. И можем комотно да кажем дека агресивните работи ги наследив од нив. Да. Бидејќи татко ми се сегаш, чуеше, викаше, беше понекати и тоа, ама ете, некако, иако никој не веруваше во мене, си верува самиот во себе дека колку да има црни ствари, колку и да е лош животот, ете јас ќе го најдам патот за да бидам дете што треба да се биде. Го зарешив основното училиште. Се запишав во средно училиште. Се запишав за готвич, за ugostител. Зарешив прва средно. Сега сум втора. И можем да кажем дека во средното училиште научив што е дисциплина. Научив што е љубов меѓу професор и соученици. Научив како се комуницира со луѓе. Научив правилно да се изразувам. Почнав да се образувам. Почнав да покажувам интерес и желба за училиштето. Да. Бидејќи јас лично во себе верував многу. Верував дека ќе успеам во тоа што мислам. Еве ќе ви кажем и јавно. Си зацртав една цел. Насилството ќе го тргнам на страна. Ама ќе го фатам правиот пат. Ќе фатам тоа што е добро. Ќе одам по прав пат, ќе се школувам, ќе учам, ќе дам напор се од себе. Ќе бидам добар ученик, добар син за мојата фамилија и добар човек кој ќе биде добар за неговите деца. Иако јас кога бев мал, татко ми ме тепаше. Знам дека тоа што било поминало, ама нема тоа што на мене ми се дешавало да го кажам, да го пренесам на моите деца, бидејќи јас имам поминато пеколни денови. Сум бил со полиција, во центар за социјална работа, боле да не ви кажам, ама се научив да го тргам, да ја тргам агресијата. Научив што е дисциплина. Ете, некога си ги научив човечките вредности. Да. Иако имам 16 години, сум доста интелигентен и доста работи ги разбирам. Почнав да се занимавам со спорт, со теретана, со трчање, со вежбање, со учење, свирање музички инструменти, правење игри, видеа, пишување љубовна поезија. Ете, некога си го пронадов мирот. Јас верувам во себе. А верува и мојата мајка, и мојата сестра, и татко ми шат пат. Да ви кажем уште нешто ако сакате. Јас, сега да не ве лажем, ама мислам дека така ќе му дојде. Да, 2013 година. Мене ми се јавил проблем со косата. Почињам да имам косапаст. Потоа, значи, мајка ми и татко ми грмни пари дадоа за испитување, значи, ми правеле испитување за рак, испитување за леукемија, испитување за што друго, за генетика, сакале да ми земат коскена срж, сака да ми прават магнетна резонанца и ми правя магнетна резонанца. Бев во државна болница на испитување, да ми земат брисот од главата, да видат дали е нешто генетско, дали е нешто навистина заболено, дали е некоја болест што се фаќа, дали е некоја сериозна болест. И во тој момент мајка ми, ете, колку и да мислеше дека јас сум момче која е болно, ама ете, докторите од кои ми ги направи тие испитување за рак, за леукемија, за генетика, за брисот кожа, за магнетна резонанца, сите тие резултати се негативни. И фала му на Господ што немам таква болест. А не подожелувам на никој, а не ни сакам. И откога ги добивме тие резултати, бевме сигурни дека јас немам болест што може да ме уништи. Потоа почнав да одам на Бит пазар. Леле 2016 колку ја мразам. Бев на Бит пазар.
един бербер. Буквално има, като ще има сега вака буйна коса, ми е изша на кец, бев келав. И потоа ме мачкаше со лек кој многу ми ја печеше косата. И мајка ми и сестра ми му вика на тато, абе Горан, не го носи детето на бит пазар и таа коса што има ќе му ја земат. И ајде, тато реши да ризикува, ми ја скрати косата. И буквално 2 години јас немав коса. Потоа отидовме на доктор во медицина. И докторот каже дека јас имам косопаст или медицински кажано алопеција ареата, опаѓување на косопаст, повремено паѓање на косата. И најдовме лекови што се скапи, секунда. Најдовме лекови од странство кои се доста скапи, еве Аломаксот, ево што е за мојата коса. Ова чини 1200 денари, а колку малку има во него. Имам шампон Алапицен што е посебно наменет за овој случај. Потоа докторката ми препиша масти и мастите не помогнаа. Сега само да видам дали е тука. Не пак е, усоба е. Имам едно шишенце, вакво шишенце. Се извинувам, тоа не беше план. Имам вакво шишенце и во ваквото шишенце имам као лек против косопаст. Лекот исто така ме носеле во Кичево, Дебар, Охрид, Ресен, Росоман, старински лекови, ништо не помогна. И мајка ми сега најде еден лек за запаѓање на густа и како што можете да видите вие, многу ми е згусната косата и сум лепотан. Ама, од кога Киро ги помина сите овие работи, агресијата, насилството, тепањето, омразата, негативата, се смени. Кристијан се смени. Еве ви докази. Повеќе не сум агресивен, се грижам за училиштето, се грижам за самиот себе, се грижам за хигиената, за учењето, за телото, да почнах да вежбам во теретана. И ето него си ги најдов човечките вредности. Да. Замислете на дете од 16 години да биде толку интелигентен. Еве ви ја мојата животна приказна. Кристијан реши ќе се смени, ќе биде добра, ќе биде јак, ќе биде и нема да дозволам никој да ме омаловажува, да ме демотивира, да ми намали љубовта кон моето семејство, кон музиката, кон спортот, кон трчањето, кон природата. Се тече во најдобар ред. Ете, на некој начин си го пронадов мирот, си го пронадов патот, се пронадов себе си каде што требаше да бидам. И мислам дека сега сум на тоа ниво. Да. Кристијан е паметен. Кристијан сака, Кристијан цени и Кристијан може и ќе успее. Да. Кристијан може да биде интелигентен, добар, фин, љубезен. Семијето паметот. Да. Ете, Кристијан е сменат. Кристијан ја губи агресијата, полека Кристијан го губи насилството.
Одликон правиот патокас. Се пронадав себе си во мирот каде што од секогаш сум сакал да бидам. Се пронадав во кругот. Се пронадав со фините луѓе. Ги отстранив на негативните. И сега терам пат кој е добар, кој е јак и кој е наистина шампион. Така да горд сум на мајка ми, горд сум на сите што успеа да ме догураат да бидам ваков шампион. Психолози, психијатри, болници, сите ме уча на човечки вредности. И еве ги човечките вредности. Не се битни парите, битен е разумот и срцето и дисциплината. Точно. Еве ви доказ дека се грижам за училиштата, дека пишам домашни, дека на останалите сум тоа што сакав да бидам. Фин, паметен, дисциплиниран, едукативен и без агресија. Ете ви ја мојата животна приказна. Да. Тоа е. Кристијан се смени после 7 години. Бра за мене. Иако сите не веруваат во мене, јас верувам дека ќе успеам, дека ќе бидам шампион, дека ќе бидам горд на сето што на сето тоа што го мислам и што го замислувам, ќе се оствари и ќе бидам готвач, ќе имам БМВ, ќе имам фамилија, ќе имам жена, ќе имам деца, ќе имам едукација, ќе имам љубов, ќе имам сочувство кон друг, ќе имам емпатија за секој, ќе помагам на мајка ми, на татко ми, на сестра ми. Семенец ми се гледа по ликот дека со насмевка го заборавам ова. Наслов на ова видео ќе ја продолжувам мојата, ви ја прикажувам мојата животна приказна. Верувате и вие во мене и моето семејство. Имам се што беше само сон. Не знам, многу сум среќен. Среќен сум пошто ги имам човечките вредности. Да, иначе таму ми е фенот. Така да, ете, тоа е тоа што можам да ви кажам. Ако ви се допадна ова видео, ставете лайк, ставете subscribe, заследете ме на Instagram и на самата момче 88 и ќе бидеме заедно шампиони. Кристијан е сменет, е горд, е паметен и е трпелив човек со емпатија, со љубовпол и со прекрасна насмевка. Чао! Колку е убав животот кога Кристијан е сменет. Колку е побава кога нема агресија, насусто, викање, тепање заради школа. Ете, едноставно се си оди во добра насока. А ние се гледаме во наредното видео. А за следното видео ве сакам и бидете паметни деца, учете, почитувајте ги родителите и бидете дисциплинирани и едукативни, полни со љубов и креативни и Бог ќе ве награди. А ние се гледаме во наредно видео. А до следно видео. Пис. Браво. Скопје и Белград на запад. Многу сум среќен. Ќе успеам да бидам гордо момче. Да. И природата добро ми влијае, сонце.
Сонце не ме грее, сонце каже сіті, саме остави, а небо ти ми затвори. Моето животно приказна ви е приложено. Ве сакам, е на сајн момчиња.